Се случи Евровизија во Мало, во Македонија, поточно на Макфест 2025 година. Макфест прославува 40 години од своето постоење, а вечерва беа собрани најголемите македонски музички имиња кои спеа песни, кои ги имаат испеано на оваа сцена во Домот на културата Ацо Шопов, токму во Штип. И се случи токму тоа што се случи. Песните не се заборавени, остануваат за навек и во македонската музичка историја. Имавме можност да видиме дел од победниците кои победија на низ овие 40 години од постоењето на Макфест и се случи една навистина прекрасна, фантастична и неповторлива атмосфера. Сето ова ние го доловивме преку окото на нашиот објектив и имате можност да ги слушнете изјавите на дел од изведувачите кои што настапија оваа вечер. Со мене во хајп Бојана Танасовска е една од добитничките, односно Гран-при наградата на Макфест пред 22 години, кога победи со песната Љубов се пишува, љубов се... Бојана, до ден денес песната остана хит, меѓутоа каква трага остави на тебе таа песна? Така, добра ти беше најавата, тогаш бев Бојана Танасовска, денеска сум Бојана Скендеровски, па тоа е најважната песна во мојот живот, затоа што тогаш почна мојата кариера, 2003 година, токму со таа песна, и токму со победата на Макфест 2003 година се отворија вратите на македонската естрада за мене, затоа што Макфест во тоа време значеше голем одскочна даска за еден пејач и навистина емотивно сум врзана за овој фестивал и денеска ми се враќа назад филмот како беше пред 22 години во истиот бекстејдж, во истава сала, се беше слично, а различно. Сеќавам дека тогаш те понесува емоции и плачеше буквално. Да. Се надевам дека оваа вечер нема да плачам. Би плачала од убаво оваа вечер, плачев и таа вечер од убаво, затоа што навистина да се биде на сцената на Макфест е нешто за кое што сум сонувала кога сум била дете. Се сретнав Росана и Треча Манев на влезот и се сетив како кога имав 4 години ги преслушував нивните песни од Макфест на мојата касета. И сега знаете, вие сте на истата сцена и правите историја за некое следно дете да го посака истото што јас сум го посакувала. Убаво е. Токму тоа со твојата песна направи историја и сето она што следеше понатака влегува во македонската музичка историја. Колку врати ти отвори таа песна и самата победа на Макфест? Многу, сите врати ми ги отвори затоа што со победата на Макфест дознаа сите во Македонија дека постои некоја Бојана која што пее љубов се пишува, љубов се брише и таа песна живееше меѓу луѓето, меѓу младите, ја сакаа и постарите и за мене значеше голем ветер во грб за да ја работам оваа работа понатаму. Можеби таа година да не се случеше тоа, ќе одберев нешто сосема друго да работам. Дали знаеш да си ја подпевнеш по дома или на децата да ми испееш некој стих? Да. Имаше интересна една приказна што цела генерација во училиштето на ќерка ми токму на таа песна правеа кореографија за нивниот за денот на училиштето и беше многу интересно, мислам ја пеев со нив и знам да ја пеам и ја знаат наизуст. Бојана, Макфест пред 22 години, Макфест денес. Има ли разлика? Да, има разлика, затоа што е нормално да има разлика, трендовите се менуваат, стиловите се менуваат, луѓето се менуваат, но остана истата моќ на ова место, истата значење за македонската музичка сцена. Сега можеби малку ни недостасува повеќе присутност на песните од новите изданија на Макфест на медиумите. Тоа е разликата. Дами и господа, Питер Џон Боса, легендата на македонската музика, легендата на Макфест. Без вас Макфест никогаш не би бил ист. Ја успеавте само пред малку испеавте Колку сакам самба, еден од вашите најголеми хитови. Како се чувствувавте повторно на сцената на Макфест? Многу убаво. Сакам Македонија, жалност живеем далеко од Македонија, ама кога може. Знаеш, Македонија ми е во душа ми, во срце. И така, и многу добар да се видиме пак со Арисо, со Владо Јаневски, со Росана, со сите, како Трајче, Мики Џафери. Знаеш, тоа е историја. Се помина тоа, ама сега, после 40 години од јубилеј, гледавме, остави ја жив, така душа, така музика, тоа
Како изгледа чувството кога ќе испишете историја не само во македонската музика, туку и на самиот Макфест, а Макфест прави 40 години? Макфест е пак, знаеш, Макфест прво да кажем, помина много, некој време на много криза. Немаше пари, имаше много војни около нас и така. Ама гледавме, имавме еден трајче таму, таа бившиот директор на Макфест, он имаше така снага и нашалност Ласе Ристовски кој направи таа аранжемент на мојата самба и Джоко текст, Джоко Георгиев, не е меќе у наш века. Бог да го проси са двајца. И тоа, знаеш, аз сум среќен, добар сум, среќен сум и многу сакам самба. Колку врати ви отвори самба? Многу, многу. На времена има врата отворено. Бев исто амбасадор на Македонски црвени крст и нели направи ведам балада, Срце на дланка, стави ми сега си, знаеш, и контакт со Рисо Стамартиев, например, дует, нели, паричка имавме, и така, убава времена. Значи спомени во секој случај. Каде сте сега? Јас сум многу близко на Грција и на Туркија, на таа дел на Българија. Имам видео, продукција, студио таму и аудио студио. Има плюс са гости, туристи кои сака. Ево, јас сум пак на главен пат од Русе до Туркија и Грција. Има чудно људи, некој дојде са бицикли. Последен дојде пешки. Имаше спонсор 10.000 километри направи пешки и дојде кај мене да биде гост. И така, направи вино и знаеш, така се живи. Ако има шанса, кога има времена, имам многу пријатели тука и ќе посетам, знаеш, на Македонија. Сега бев у Охрид пре еден месец и пол и таму бев у Битола и тој е многу убав град. Гледам многу позитивно ствари, гледам све, многу има промени на позитивно. Улице, нема дупки, знаеш, регулација. Не знам зашто Македонија до сега не влезе на Европска унија. Зато Македонија е многу напред. Многу напред. Да се надевам дека наскоро ќе биде и тоа. Морам да го пофалам вашиот изглед. Содействува со самата песна, нема тука што да се кажува повеќе. Меѓутоа, кој се погрижи за ваквиот изглед? Молим? Кој се погрижи за ваквиот изглед? Дали вие смислите креацијата? Ево, јас сум тука и сакам да дојдем пак. Да кажем, ја пробам друга година да конкурирам пак на Макфест. Има една песма и таа песма ја пишем, Рисо Самачев ќе направи текст, Винко Мисковски аранжемент и тој е на посета на сите кои не е кај наш века, од артисти, од естрада, како Тоше Проевски, како, знаеш, Драган Вутич, како Тоше Попсимонов, Драган Бойс, знаеш, и многу људи отиде и сакам да направи, имам веќе еден мелодија, многу добре, и сакам да певам са нив. И за крај, какви спомени ви буди и ви остави Македонија во вас? Тешко прашање. Тешко. Јас сакам Македонија, многу. И сакам еден пат да пробам да навратим у Македонија, затоа имам многу пријатели тука. Знаеш, и страшно. Народ е многу добре. Имам некои проблеми са језик, сега промени малце на болгарски онатре, Ама добро го владеете сепак. Да, тоа. Кога одам кај него, ангели ме носат, кога одам кај не, ангели ме носат. 20 и нешто години од самата. 30 и нешто години. 4 години точно, 91. 91 година го освоивте Макфест и освоивте публиката. Песната не намали на вредноста. Како
Како од денешна перспектива ја гледате оваа песна? Ви ги отвори сите можни врати. Апсолутно, не обележа, не стана синоним за нас, стана наша лична карта, препознатлив знак, буквално кој ќе каже Ангели ме носат се знае, тоа сме Силви и Владко. Не обележа целата кариера, ни го одбележа и патот, и е неизоставен дел од секој наш перформанс во иднина и досега. Така да Ангели ме носат е неразделен дел од нас. Не еден настап без таа композиција. И да изоставиме публиката, вика Владче, мора таа песна да се изведе. Сите ја пеат од почеток до крај. 40 години Макфест, вие застанавте на сцената и ја испеавте оваа песна безпрекорно. Како беше чувството? Чувството беше како некогаш. Истата возбуда, не би рекла трема, бидејќи тоа е добро позната сцена, но штипската публика е прекрасна и топла и навистина е предизвик и е уживање во исто време да се настапува пред таква публика. Затоа што будно не следи, не прати, дише заедно со нас и знаете дека секој гест, секоја мимика и секој тон е внимателно отслушан. Така да тоа е она што ние артистите всушност го посакуваме. Владко, како публиката реагираше на вашето повторно појавување на Макфест? Па јас сум бескрајно задоволен, бидејќи како почна Силви да пее, од почеток до крај, во тек на целата композиција, ја пееше целата публика. Штипската публика е една од најдобрите публики на целиот свет, можам да ви кажам. Знаат да ценат што е квалитетен звук, што е квалитетна композиција, квалитетен текст, убава мелодија. Навистина беше направивме еден убав хор во салата тука во домот. Прекрасно нешто. Комплетно пеење од почеток до крајот на самата композиција. Силви, јас како моден новинар веќе 20 години, како новинар која прати македонската музичка сцена, никогаш не можам да го заборавам твојот изглед кога испеавте за прв пат Ангели ме носат корсетот. Тако внимание привлече што сите почнат да шијат такви корсети после тоа, направивте своевидна револуција. Дали се сеќавате на тој момент како настана самата креација? Апсолутно се сеќавам, тоа беа креациите на Раде Василев. Секој наш настап беше добро осмислен, внимававме строго и секогаш бевме усогласени со Владко. Раде шиеше костими за него и за мене од истите материјали. Секој наш фестивалски настап беше приказна за себе и шекување од самата публика, што е следно. Морам да прашам за крај и ако може да ми го гестикулирате моментот кога Ангели ме носат. Кој што беше единствена. Да, јас вечерва се потрудив да ги потсетам, бидејќи тоа што беше интересно на самиот фестивал, освен нашиот настап и нашите костими, кои што за прв пат беа така слободни, интересни, необични и се гледаше дека се осмислени конкретно за сцена, за да се одвои еден фестивалски сценски настап, да не биде само свечена тоалета која што можеме да ја носиме и на некоја посвечена пригода. Ја осмислив кореографијата во склад со текстот, кога одам кај него, ангели ме носат, кога лежам со него, јас на небо сум, звезди изгорете ме, ветро разнесете ме, река златна, безкрајна, градиве ми тече. И тоа беше хит. Сите деца на улица ја пеа песната и ја игра кореографијата. Тоа сакам да кажам каква трага сте оставили, значи и кореографијата сама по себе, каква што беше направена, остави трага дури до ден денес. Да, токму така, да. Кажете ми, кои се вашите следни планови, дали имате нешто ново на музички план да и приредите на нашата публика? Имаме и текако. Оваа година е наша јубилејна година, поточно 35 години од Силви Бенд. Ние направиме во неколку градови големи концерти со еден голем симфониски оркестар, кој позначен беше на 31 јули во нашиот Балкански Ерусалим, во мојот Охрид, на Античкиот театар. И ако даде Господ, ќе повториме тук и во Скопје, и во Штип, зашто да не, бидејќи е убава јубилејна година, исполнета со сите перформанси што ги направивме во текот на целата кариера. Значи има дел од Ангели ме носат поп музиката, имаме дел од Коштана, од Ромален,
и на крај завршуваме со нешто прекрасно кое што ќе го видите ако дојдете на концертот. И ми е многу драго што се вечерва со нас во Hype TV. Росана, како се чувствуваш овде на Макфест? 40 години Макфест. Ви благодарам на одлична најава, убава, преубава најава. Се чувствувам еуфорично, се чувствувам носталгично, се чувствувам со една таква огромна емпатија. Чувства кои што едноставно со зборови не се опишуваат. Тие чувства човек треба да ги доживеа, да ги знае, да ги има и да ги умее. Тоа не се учи, нели? Значи, едно фантастично чувство, спомени кои што будат нешто што е раздрагано во тебе, нешто што се случило поодамна, но оставило трага, нели? Значи 40 години Макфест не е мала работа. На секој фестивал му го посакувам тоа јубилејно издание и уште повеќе. И се е супер, и се окей. Фантастична публика. Ме одушеви публиката. Се расплакав. Што е нормално. Емоции, работат, годините поминале. Песните остануваат. Песната, признавам, е една од антологиските песни со Маријана испеани. Јас ја пресмив во моја варијанта, затоа што морав, нели, сепак сум сама. Единствено нешто што ми недостасува на овој Макфест, тоа е господинот Стојан Троицки. Јас тоа морам да го кажам, затоа што едноставно тој беше еден човек, една добричина, еден хуманист, еден реален човек кој што на сите нас учесници и пејачи за тие години на Макфест ни помагаше и не учеше. Апсолутно. Второ, ми недостасува, моја Маријана неизбежно, ми недостасуваат оние мали дечиња кои што трча по нас, барајќи автограм, барајќи да се сликаме со нив. Значи, таа гужва, таа еуфорија, затоа што и тоа е нешто толку многу сладко, нешто што, за жал, во денешно време го нема. Мора да признаеме дека песната "Признавам" една од најбавите македонски испеани песни и останува во македонската музичка историја од оваа временска дистанца. Како вие лично ја чувствувате таа песна? Јас и Маријана оставивме огромен багаж што се однесува до македонска музика, односно и песни мислам забавни песни кои што сме ги спеале, но и се опробавме многу успешно и добро и во народните води. И како дует, еви јас како солиста, откако замина Маријана за Австралија. Значи, признаваме навистина за мене антологиска песна, покрај сите други кои што се веќе вечервава повеќето од нив и присатни тука со пеачите кои што ги пеат. За жал има и пеачи кои што веќе не се меѓу нас, но песните остануваат. Самото време и самото она што луѓето ја барат "Признавам" или ја барат "Кога те нема" или ја барат "Лете ми галебе" или "Самба" и така натаму, да не ги набројам, ги има многу, покажува и докажува дека нешто навистина многу добро и успешно сме го направиле, бидејќи после 40 години тоа се пее и тоа се бара. Јас посакувам да и помладата генерација на која што свет останува, дефинитивно, да си го најде конечно правецот во кој што сака да оди, да се тие работи малку искристализираат и да почнат да прават песни и хитови, бидејќи од помладата генерација има фантастично голем број на млади пеачи, одлични пеачи. Мислам, неверојатно многу пеачи, и женски вокали, и машки вокали, и тоа можеме сите да го потврдиме, но знаете како некогаш треба и песна, не само вокал. Пред да го направиме интервјуто, кажавте дека ако нема песна, нема ништо. Токму така, јас затоа апелирам на младиве и колку да се прати оној модерен и нов тренд во кој што можеби нашата популација и јас како на овие години, како жена на овие години, некако не разбираме таа музика, можеби младиве ги разбираат сите тие модни трендови во моментот, но сакам добар вокал, сакам представителен вокал, сакам душа, сакам
искреност, а тоа се чувствува од гласот. Тоа не може, мислам, тоа или го имаш, или тоа не се учи дефинитивно. Но на сето тоа е една препорака мала. Никој погрешно да не ме разбере, значи никого не го кудам, против никого немам ништо, сите сме ние некогаш почнале како млади дебютанти, нели? Но дикција и текстот кој што млади го пеат во денешно време треба да биде разбирлив, знаете. Значи тоа е нешто што е основно за песната. Покрај музика, покрај текст и фантастичните аранжмани кои што ние ги имавме во тоа време, мислам дека во денешно време таа поновата генерација и поновата некоја музика или некој си правец во музиката, ајде пак да го кажам правец на музиката, не го бара тоа и не го носи тоа. Но како и да е, повторно може се на време да се исправи и да биде тип-топ. Значи, секој чест на младиве, само напред, нека уживат, нека творат, нека пеат, нека се докажуваат, но со вистински вредности. Што да го дадовте една лекција која младите верувам дека ќе ја прифатат и сакам да ја прифатат бидејќи треба да се вратат од невистински вредности. Ама видете, тоа е сосема нормално да позитивна критика е секогаш добронамерна критика, значи тука нема што да зборуваме. Значи нема кој да се љути за ова или за она. Значи и јас сум учела можеби од некого или сум упивала и сум слушала некои работи и сум го знаела. Дикција, јас сум Сарич, татко ми е србин по потекло и можеби со Маријана сме имале некогаш она српско Л, па можеби некогаш и не прекорувале, но јас сум работела на тоа за да тоа се исправи. Но дикцијата, акцентот правилен, она што сака писателот да го каже во текстот, тоа мора да се долови, да се искаже, да се каже, да се испе онака како што треба. Значи не признавам пејач, дали од млада популација или од повозрастна популација, ништо да не се разбере што се пее. Значи позитивна, конструктивна критика не е на одмет и тука нема лутање едноставно, само напред, работа и труд и само напред. Ви посакувам многу успех понатаму, ве очекуваме со нови песни и ви посакувам, признавам да остане за сите времиња. Благодарам, сигурна сум и знам дека и признавам, иако не исчезнам и свирим и циган и така натаму, и едно срце имам душа, ќе останат за сите времиња, затоа што се навистина чувствителни, одлични песни испеани од душа, evergreeni. Јас посакувам да Макфест не слави само 40 години Макфест, туку да слави 100 години. Со квалитет, со добра песна, со добра музика, добри изведувачи, добра организација и се најдобро, само најдобро. Дај Боже и сите други фестивали во Македонија, кои ги има, доколку ги има и колку ги има, како и да е, да го доживеат ова што денеска го направи Макфест за сите нас. Благодарам многу. Фала и на вас. Не планирам 2010 година, Гран При, Ламбе Лабаговски, Макфест, Штип. Ламбе, кога ќе се навратиме, какво беше чувство да се победи на Макфест тогаш? Па добро, помлад бев, ерген, што викаат, убаво да се победи на Макфест. Макфест е секогаш задоволство, има многу спомени, многу љубовни приказни, тажни, радосни. И мене ми е чест што сум вечерва повторно со моите повозрастни колеги. И можеби јас сум еден од повозрастните, нели? И сакам да остане ова традиција и да се одржува тој стандард на Макфест. Има, нели, како и во животот, има и добри и лоши денови, така и Макфест имал и добри и лоши денови, но битно е дека веќе 30 години опстојува. Колку ти значи тоа што влегуваш во историјата и на македонската музичка индустрија и 40 години Макфест? Еден си од изведувачите кои што освоија Гран При на Макфест. Благодарам. Мене ми е секогаш предизвик да работам нешто професионално и кога ќе остани во години да се слуша, тоа е успехот. Некогаш и наградата не означува дека првото место е секогаш успех. Тоа што публиката ја препознава песната после неколку години може би е повеќе успех, иако остане да траи.
и на неколку генерации да се пренесува. Тоа е за мене успех. Дали ќе се сложи со мене дека некоја песна одредена во одреден момент испеана не мора да значи дека веднаш ќе биде префатена, туку времето ќе покаже дека таа песна навистина вредела. Апсолутно, значи ек да можам ја испеав 2005 и таа песна беше 4-5 место некое. Тоа не ни беше суштина да ние ја направивме да можам заедно со еден квартет, со Дарко Димитров, Славе Димитров, Елена Ристевска и тогаш со М2 продукција и навистина таа песна тогаш бидејќи е балада, значи не е инстант хит, остана како една трага и искрено мене ми е многу драга песна, тие моите први почетоци. Така да не е мерило тоа дека песната ако победи вечерта е хит или пак обратно, ако пак не победи нема да биде хит. Публиката си препознава чиста емоција и од срце. JJ Јован Јованов од Канада, во Македонија, од Скопје, во Штип. Како се чувствуваш овде во Штип на Макфест, 40 години Макфест? Одлично, во Штип сум бил многу пати, на Макфест многу пати, така да се чувствувам како дома, искрено да ти кажам. Пораснав со Макфест, пораснав со оваа сцена и овој град. Го чувствувам како втор град во Македонија, кај што ми е после Скопје, нели? Штип го чувствувам како втор дом и тоа многу ми значи бидејќи мојата кариера, моите успеси тргнале од овде и од овој фестивал. Убаво кажа, твоите успеси тргна токму од овде. Ти си, како што се сеќавам, двократен шампион на Макфест, еднаш со Маге, еднаш со Маја Саздановска, нели? Кога пеевте. Тоа е сепак престиж и остануваш во македонската музичка историја запишан за секогаш. Што чувствуваш еве од оваа временска дистанца кога ќе се потсетиш на таквиот успех и на тие две победи? Така, што чувствувам од оваа дистанца? Понекогаш носталгија, понекогаш ме потсеќа, не понекогаш, секогаш ме потсеќа на убава меморија, едно убаво време кај што, да речем, сум создавал нешто кое во тој момент не сум очекувал дека ќе допринесе до еден огромен резултат после толку многу години, дека еве Магија 27 години, тоа многу е, и ќе пеам вечерва пак на сцената и тоа што сум бил тинеџер, сум бил дете што се вика и сега од оваа гледна страна ми е никош не би го замислил тоа тој Јован од 16 години дека после 27 години ќе пее повторна таа песна, многу ми значи тоа и среќен сум што сум овде. Од оваа временска дистанца, колку се променија работите кај тебе конкретно на музички план, сепак си Канада? Така, па добро, нормално, како во секоја професија, секој создрев со музиката, ја разбирам на подруг начин, порано, си правил наивно, сега знам што правам, зашто го правам и ги дочекувам сите нови успеси малце поспремно. Изгледаш многу убаво вечерва, сценска облека, нашите пејачи, бидејќи сум моден нови на 20 години, можам да кажам дека сцената можеби не разбира доволно добро за да знаат да се облечат сценски. Ти токму тоа го направи вечерва, изгледаш многу убаво. Твоја ли е идејата за овој имидж? Можам да кажам дека идејата е на девојка ми. Она ја го избрала делово и она ги соши овија и ме спреми како што треба. Изгледаш одлично, морам да Моја добра страна е музиката, не било никогаш обликувањето и ми требало помош, така да ете ја имам таа помош. И за крај морам да те прашам колку време ќе останеш тука? Во Македонија останувам до 6 ноември. Да. И здравје Боже, ќе се видиме повторно на пролет каде во Македонија. Дејан Тасев со мене во Хајп. Дејан вчера ја освои публиката и со својот стил, црвената боја, бојата на љубовта, меѓутоа и со твојата песна. За тоа што всушност се работеше? Каква песна беше тоа? Ова беше една енергична, брза, модерна песна. Се вика Мене ти ми требаш, на која што самиот сум автор на музиката и текстот. Аранжманот е на Дарко Андонов и Кире Кимов, кој живее во Англија, Македонија, така се работеше аранжманот и мислам дека испадна супер. Јас сум задоволен од мојот настап, публиката добро реагираше и се надевам дека ќе си го најде својот пат и ќе биде еден ден голем хит. Неколку години поред настапуваш на Макфест, овој пат е 40 години Макфест, ти си од Штип. Што значи Макфест за тебе лично? Па, вака, јас сум многу горд дека сум штипијанец и дека славиме 40 години, значи да опстане еден фестивал толку многу години. Знаете колку многу
треба работа, треба средства и така натаму. За жал во Македонија единствен таков голем фестивал ќе биде добро ако имаме барем уште 2-3 такви фестивали како Макфест, мислам дека ќе бидеме многу побогати на музички план. Што да очекуваме следно на музички план кај тебе? Па следно спремам нова песна во студио, исто така работам и за некои наши изведувачи, компонирам исто уште неколку песни, ќе оставиме во иднина, ќе излезе така се добро. Ако некој може да се нарече легенда на Макфест и воопшто во македонската музичка индустрија, тоа е господинот Трајче Манев. Трајче, навистина ми е драго што сте вечерва со нас во Хајп. Ја испеате вашата песна, еден од најголемите хитови и на Макфест и воопшто во македонската музика. Кажете ми, од оваа денешна перспектива, како и на кој начин ја изведувате сега песната? Јас секош ја чувствувам и пеам као прв да ја пеам, прв пат да ја пеам. Иначе сакам да кажам голем поздрав до телевизија Хајп, јас сум гледач на таа телевизија, ве следам и вас и другите програми. Благодаря многу. Како течеше вашиот настап на сцената? Како се чувствувавте овде на Макфест после толку години? Па после 40 години. Види, малку се вознемирив. Еден период, мислам, публиката ме повлече и дури јас сум доста емотивна личност. И потече некоја солза. Кај мене, мислам, не можев да ја довршам песната. Толку беше, мислам, јака публика денес, а и голема возбуда, знаете. Сепак се работи за момент каде што навистина се прави јубилеј од 40 години и се одбележува нешто значајно во музичката индустрија кај нас, што е многу ретко, за жал. Меѓутоа ова опстана. На што мислите? Зошто опстана Макфест сите овие години? И покрај тоа што се содруваше со различни проблеми. Опстана затоа што беа ги фати инаците, прво Троицки, па после се општината го превземе тоа. Видите, ако Макфест е ризница на музика за Македонија. Ако не постоеше Макфест, немаше ни еден од овие китови да ги има, ни па ке имаше. Значи, голема благодарност до сите. Што правите сега во моментот? Тука сте во Штип, надвор од Штип? Каде сте? Да, јас живеам 30 години у Скопје. Инаку Трајче Манев е сега пензионер. И пензионер е Трајче Манев и си го чувам внукот. Има многу го внуче Марко и со него на школо, на англиски, на кошарка и така. Дали ве прероди внучето? Знам многу пријатели, пензионери кои викаат дека внучето навистина може и да ме подблади и да ме прероди. Точно, па јас живеам за него, да ти кажам. И ете, почнав и гитара да го учам. Па ја знаат целата моја песна да ја пеам, ја сега 8 години, сега напони 8. И ја знае да ја пее мојата песна, па учителката го терала, ајде на дедо ти песната да не ја отпееш. И така, мислам, интересно.